Денес сум во посета на компанијата Greenstar од Битола, успешна производствена стартап компанија која ја поддржуваме преку Законот за финансиска поддршка на инвестиции, со мерките за нови вработување, пораст на капитални инвестиции, приходи и конкурентност на пазарот. Како датум за започнување на инвестицијскиот проект се смета 2020 година, додека датум на завршување на инвестицијскиот проект е 2025 година, а вкупно исплатената досега финансиска поддршка само за првите 2 години изнесува над 27 милиони денари. Со господинот Злата Велјановски прошетавме по трите производни линии: тврда лепенка за графичката, чевларската и за дрвната индустрија, производна линија, хартиени хилзни за индустријските капацитети во Република Северна Македонија и околните земји, и третата производна линија рециклирање на стара хартија и производство на производи од хартиена пулпа, општо познати како табли за јајца. Ова можам да кажам дека е еден од најуспешните примери за циркуларната економија. Брзото развивање на економијата доведе до загадување на животната средина и затоа во Greenstar, кој отпадот од хартија го претвара во производство од врвна хартија, гледаме еден наш вистински сојузник за заедничка борба против загадувањето, на кој сме посветени преку Зелената агенда. Ние ќе продолжиме да ги помагаме компаниите како Greenstar, кои имаат значителен импакт на локалниот економски развој, создавајќи солидно платени работни места и производи со повисока додадена вредност. Само во Пелагонискиот регион, минатата 2022 година, исплативме над 209 милиони денари финансиска помош за 53 компании. Вкупно минатата година се подпишаа преку 270 нови договори за поддршка со компании кои влегоа во инвестициски циклуси од околу 145 милиони евра и ќе креираат повеќе од 3700 работни места во наредните 5 години или до завршување на нивните договори. Благодарам. Субвенциите од владата на Република Северна Македонија се искористени наменски за доинвестирање во компанијата Greenstar и за набавка на нова технологија која што овозможува максимализирање на процесот на производство и максимална употреба на репроматеријалите во производниот процес. Исто така е употребена и за инвестиција во оптимизација на производните линии во функција на заштеда на репроматеријал, во заштеда на енергија и во заштеда на време.